Благодарам, председателка на комисија, почитувани колеги, почитуван представник од Министерството. Факт е дека во генерална смисла процесот на дигитализација во Република Македонија стагнира, дел од оправдани причини поврзани со пандемијата и кризата која што не задеси, меѓутоа дел и од апсолутно незаинтересираноста и успиеноста на оваа влада, па можеби и незнаењето или непознавањето на процесите во овој дел. И ова не го велам јас единствено, ова е нешто што провејува во сите меѓународни релевантни извештаи и истражувања, ако сакате. Европската комисија имаше едно многу квалитетно истражување во делот на имплементација на процесите на дигитализација на државите аспиранти и членки во Европската унија, меѓутоа и аспиранти за членство во Европската унија, каде што за жал Република Македонија беше котирана на најниско можно ниво и е нешто сериозно треба да не загрежи. И ова го зборувам и од професионален аспект, затоа што долги години работам во таа сфера. Конкретно за овој измена на ова законско решение, факт е, сега им било некому тешко да го каже тоа или не, идејата и основите, контурите и процесот на оваа дигитализација се поставени од една претходна влада, придобивките се евидентни и нормално е, како и секој процес, особено во делот на дигитализацијата, да е нешто што треба во континуитет да се надоградува и е добро што, иако како и се до сега задоцнето, меѓутоа добро е што се направила една ваква измена на овој закон и се воведуваат нов опфат на информации кои што ќе бидат обслужени од НИПП порталот. Меѓутоа, сакав и најмногу се јавив во еден сегмент, се надевам дека можеби ќе добием и одговор, зошто кога веќе во објаснувањето на ова законско решение се вели дека овие податоци, овие информации ќе бидат во надлежност на другите институции кои што се опфатени со овој законски измени, ќе ги добуваат преку веб сервиси до НИПП порталот. Значи, за јавноста, кога зборуваме преку веб сервиси, зборуваме за нешто што е во живо, односно real time, и е една комуникација помеѓу, да кажеме, одредени системи, апликативни системи, и е во живо, а во самото законско решение се дава простор дека овие податоци во порталот ќе бидат ажурирани еднаш годишно. И сега кога зборуваме за дигитализација во 21 век, многу ми пречи ставање на рокови во формат од еднаш годишно. Кога се става нешто еднаш годишно, е нешто што е асоциација за некаква хартијана постапка и нешто што било начин на работење во минатото. Принципот и придобивките од дигитализацијата се да добиваме информации кои што се во живо и реал еднаш. Не давање на простор и време од една година. Затоа што чуму е дигитализација и забрзување на процеси, доколку повторно одредена промена на некаква информација треба да помине една година за да биде истата ефектуирана во одреден апликација, систем, портал, што и да е. И мислам дека придобивките на дигитализацијата се штедење на време. Ресурси и многу други придобивки, меѓутоа ова што конкретно го збораме штедење на време и мислам дека не треба вакви рокови, туку треба да биде веднаш штом одредена информација промена е настаната, истата информација да биде имплементирана во одредена апликација, конкретно во овој портал. Тоа ми беше чисто како забелешка. Благодарам.